Министерството за образование и наука и Сојузот на средношколци си ги повторија меѓусебно ставовите уште еднаш си размени апели, без никој од нив да отстапи од своите барања. Од Министерството за образование побара матурантите и средношколците да продолжат со наставата по веќе воспоставениот комбиниран модел, бидејќи како што велат, тоа е во најдобар интерес на сите ученици, но и во интерес на заштитата на јавното здравје. Од Сојузот пак нагласува дека бојкотот на наставата не е за откажување на матурата, туку за нејзино изменување за оваа учебна година. Тие не се согласуваат дека бојкотот е неоправдан. За нив, предложените измени се целосно неразумни. Министерката Мила Царовска денеска повторно онлайн се сретна со директорите на средните училишта. Заклучокот е дека Министерството има законска обврска да ја организира матурата за учениците кои што планираат да го продолжат образованието, а е услов за запишување на факултетите во државата и во странство. Според податоците на училиштата, полагање на матура имаат пријавено 14.000 матуранти, а испити ќе се одржат според концепцијата утврдена сушта на почетокот на оваа учебна година. Матурата, која што е право на избор на учениците кои избраат да полагаат и да ги пријават испитите, ќе им биде овозможено да полагаат. На состанокот беше посочено дека уште во текот на првото полугодие, целосно почитувајќи ги демократското право на изразување на учениците, од страна на Министерството беа прифатени сите забелешки за улеснување во делот на испитните матурски програми по сите предмети. Белат од Министерството.